И ние како советничка група ја поддржуваме ова предлог одлука. Зошто? Затоа што ако не се спојат линиите на овие што се на овие линии што се атрактивни, што ги кажуваме, и неатрактивни линии, а атрактивни се затоа што има патници, ама има и поврзан школски превоз. Ако не ги повржеме, ние како советнички состав на совет ќе бидеме виновни 5 години зошто нашите луѓе например, од Сопот, од Карабичане, од Четирца, од Шупли, Камен, од Косматац, од Новоселјане, од село Муграш и други села што не се офатени и што не им се атрактивни линиите, нема да имат никаков превоз, јавен превоз. Ние сите сме биле на терен и знаеме каква е состојбата. Таму нема ни примарно здравство. За да може еден човек од село да дојде овдека, му треба најмалку јавен превоз, за да може да си ги оствари оние основни потреби, човечки потреби што ги има. Затоа мислам дека ако не ја поддржиме ова одлука, знам дека е комплициран целиот јавен превоз, знам дека голем дел од линиите се уште се спорни, меѓутоа ако не ги повржеме во овој миг и да направиме рестарт на целата постапка, мислам дека многу луѓе ќе бидат оштетени. И затоа како советничка група ќе ја поддржиме ова одлука на сектор за комунални дејности и се надевам дека ќе имате и вие како советници чувство дека е прво најбитно потребна. Она што мене ми пречи е ова што се случува со јавниот превоз. Јавните превозници си го гледат својот бизнис, сите си знаеме тоа, меѓутоа не го гледат интересот на народот. Сведоци сме, а имам информации дека и школскиот превоз, што е спорен сега, зошто? Затоа што се надодаваат, па одат до цена што е 7,6 денари од ученик, што е нелогично, нездраво. Со 70 денари не може да се покријат со нафта, а камоли со 7,6 денари, а потоа воопшто не ни потпишуваат договор. Зошто? Затоа што не е исплатлив, нормално. Не сакајќи, овој процес стана многу сложен, затоа што одредени стопанственици, превозници се жалеа на сите наши одлуки и решение се уште не добивме конечно. Нашата комисија која што е формирана од страна на градоначелник се уште работи на таа проблематика. Конкретните податоци ќе ги добиете на некоја од наредните седници, предпоставувам. Меѓутоа, оваа потреба од денешната измена на одлука за општински линиски превоз се наметна и беше испровоцирана токму од одлука на влада, која што видовте дека има една од 26 мерки е токму и препорака да се реорганизира општински превоз во општините со цел сите граѓани да добијат квалитетен и брз сообраќај. Ние веќе 2 пати распишавме оглас за оние 5 линии кои што на некој начин се неатрактивни и непопуларни и никој на тие линии не се јави. Што се однесува до линија за Романовце, таму има превозник што е заинтересиран да извршува таа обврска, меѓутоа истиот не доставува комплетна документација при пријавување на самиот оглас и затоа таму е развлечена постапка. Од тие причини сметам дека оваа одлука ќе направи нешто со што сите граѓаните во општина Куманово ќе бидат задоволни, ќе се добие, пошто самата причина за да се добие општински линиски превоз, сите сме свесни, се оние атрактивни линии. Нив ги има околу 4-5, за жал се уште не се распределија и од тие причини се одлучивме да направиме пакети со кои конечно ќе се добие решение за општински линиски превоз. Не смееше да се дозволи општината да се остави, да се направи прекин на оваа услуга, што им прави потешкоти на нашите сограѓани во секојдневното функционирање. Но сега е најважно да се изнајде решение, граѓаните да ја добијат услугата повторно назад и услугата да не биде било каква, да биде каква што треба, каква што доликува, да биде пристојна и да биде квалитетна. И тоа да биде час поскоро. И во таа насока, оваа одлука денеска ја поздравувам, затоа што ја сметам за соодветен модул, наоѓање на некакво решение и со граѓаните од оние подрачја каде што има помалку атрактивни линии да добијат превоз,
со тоа што помалку атрактивните или помалку рентабилните линии ќе се врзат во пакет со тие што се поатрактивни. Ако плаќаме услуга, треба да добиваме квалитетна услуга. Затоа побарав од сите превозници, пред да отпочне постапката, да влезат во широки инвестиции, да го обноват возниот парк со кој што располагаат, да ги прилагодат своите возила на новите услови кои што претходно неколку месеци беа најавени од страна на нашата служба за јавни набавки, која што комисиски ја спроведуваше постапката. Се отвори постапка, формираме општинска комисија, во која што комисија ставиме луѓе од сите сектори на општината, се со единствена цел да се нема целосна контрола на самата постапка и комисијата да биде што понезависна во делот на своето работење. Донесовме одлука на Совет согласно закон, напишавме 26 линии и дадовме еднакви права и можности на сите компании во градот да се јават и да понудат за секоја линија поединечно. Дадоа понуда вкупно на 20 и од вкупно 26 линии дадоа понуда на вкупно 21 линија, 5 од нив тие ги дефинираа како неатрактивни линии и линии за кои што немаат минимум финансиска калкулација да учествуваат во самата постапка и немаат интерес да вршат јавни услуги на тие релации. Останатите 21 линија, 6 беа во второстепена постапка обжалени од страна на понудувачите, додека за 15 се склучи комплетен договор кој што е на сила и на тие 15 линии се одвива јавниот превоз и не е точна констатацијата дека на територија на општина Куманово нема јавен превоз. Од 26 линии, во моментов 15 линии се уредени со уредно подпишани договори и за сите тие линии, согласно законот од општината се издадени уредни лиценци за вршење на дејност. Но најавувам, и тоа јавно го кажувам овде, дека овие 15 линии кои што веќе се издадени, ќе бидат дополнителен предмет на други истраги за утврдување на фактичката состојба и дали реално, согласно договорот, се остваруваат обврските од страна на договорената страна за вршење на јавната услуга јавен превоз. Бидејќи ако одите на лице место да ги посетите автобуските постојки, ќе видите дека таму нема од страна на превозниците истакнато утврден јавен ред на превозот на таа линија, туку се уште самите линии функционираат по желба на самите превозници. Дополнително, да не зборувам за недостатоците кои што се случуваат со превозите на ученици. Согласно законот, превозот на учениците во основните училишта мора организаторите на јавниот превоз да го обавуваат со посебни возила кои што се користат исклучиво за потреби на превоз на ученици кои што учат во основни училишта. Ниту во еден момент не смеат превозниците да ги превезуваат децата кои што учат во основно училиште со исто возило и со останатите граѓани корисници на јавниот превоз или пак со учениците од средно училишта.